founded after the Second World War. So this is the 29, and we need one more here. Very happy. Very beautiful moments for us. We are very happy you're here. It's really great to receive you here, and I remember we reached an agreement on extremely good, and let me start by which do you know, and that. Добре дојдовте, дами и господа. Генералниот секретар и премиерот ќе дадат изјави, а потоа имаме време и за прашања. Премиере Заев, почитуван пријателе Зоран, добре дојде во централата на НАТО, добре дојдовте во НАТО. Навистина ми е чест и задоволство да се состанам со вас тука денеска. Што туку излегуваме од одличен состанок, разговаравме за скорешниот пробив во прашањето со името. Јас топло го поздравувам тој договор. Тоа е огромно постигнување и за Скопје и за Атина. И доказ за вредноста на трпеливата дипломатија. Би сакал исто така да ви честитам на личното лидерство, за вашата храброст, што овозможивте да се постигне ваков договор. Тоа е многу важно за сите нас и навистина ви честитам за тоа. Проблемот со името фрли сенка врз целиот регион и тоа за предолго време. Го кочеше просперитетот и безбедноста, но сега имаме шанса за посветла иднина. Договорот служи како пример за другите низ целиот регион за тоа како да се консолидира мирот и стабилноста. Значи, уште еднаш ви честитам вам и на премиерот Ципрас за лидерството и храброста и посветеноста што двајцата ја покажавте во постигнувањето на овој договор. На нашиот самит за 2 недели очекувам дека шефовите на влади и држави на сојузниците ќе ве поканат да почнете со разговори за пристапување. И откако ќе завршат сите национални процедури за да се финализира договорот, вие ќе се приклучите кон НАТО. Без финализирање на договорот, вашата земја не може да се приклучи кон НАТО во блиска иднина. Значи, ова е историска можност што не смее да се пропушти. Вратата на НАТО е отворена, а вие сте на нејзиниот праг. Веќе покажавте посветеност кон меѓународниот мир и безбедност, работејќи заедно со НАТО. Например, со вашиот придонес во вашето присуство во Афганистан. И вие придонесувате кон постојаниот мир на Западниот Балкан. НАТО ја споделува таа посветеност кон безбедноста и стабилноста на Западниот Балкан. Таа е важна не само за Западниот Балкан, туку за целата Европа. Значи, премиере, сакаме да ја видиме вас и вашата земја во срцето на една стабилна, демократски и просперитетен регион. И во тоа ќе ве поддржиме. Со нетрпение очекувам да продолжам да работиме заедно со вас и да ве поздравам на самит во јули. Уште еднаш добре дојдовте во НАТО. Почитуван генерален секретар на НАТО, господине Столтенберг, почитувани представници на медиумите, дозволете да ја изразам мојата и благодарност на владата на Република Македонија за пречекот што нашиот пријател, генералниот секретар на НАТО, господинот Столтенберг, ни го приреди овде во седиштето на НАТО. Тука сме меѓу наши пријатели, наши сојузници, со кои за десетина дена очекуваме да испишеме нова страница во нашите односи. И очекуваме и официјално поканата да станеме нова 30-та членка на НАТО. Очекуваме заедно со нашите пријатели во периодот кој следува да учествуваме на церемонијата на која знамето на Република Македонија ќе го добие своето место меѓу останатите земји членки на Алијансата. Тој настан интензивно го чекаме уште од 2008 година,
кога беше констатирано дека нашата земја ги исполнува сите критериуми, дека ги постигна стандардите на Алијансата за да биде еднаква меѓу еднаквите. Република Македонија и тогаш и од тогаш натаму активно учествува во мисиите на Северноатлантскиот сојуз. Заедно со Алијансата, нашата земја активно придонесува во мисиите за сузбивање на глобалните закани, терористичките закани, како и заканите што доаѓаат од насилен екстремизам. Во таа насока и соодветно на стандардите и препораките ја подготвивме и нашата национална стратегија за спречување и за борба против тероризмот и насилниот екстремизам. Припадниците на армијата на Република Македонија добиваат доверба да бидат дел или да бидат главни актери во сериозни безбедносни предизвици. Со учеството во тие мисии растеа и капацитетите на припадниците на армијата, како и на цивилните структури на нашата администрација. Со секоја нова иницијатива, со секоја нова генерација на наши припадници на армијата на Република Македонија, што земаа учество во мисиите, растеше и бројноста на нашето учество. А Македонија учествуваше во следење и во подигање на безбедносните и политичките стандарди на Алијансата. За фаќањето од буџетот за потребите на една современа армиска структура ги следат препораките што доаѓаат од стратегиите на Алијансата. Соодветно, односно особено значајно место во нашите безбедносни политики има и регионалната соработка. Република Македонија изгради мостови за соработка со сите соседи. Договорот за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратегиско партнерство со Грција го откочи нашиот прием во Алијансата и нашата земја го добива местото што го заслужува. Она што е еднакво значајно е што со Грција изградивме пријателство. Тоа е скапоцениот камен во нашите односи. Тоа е факторот заради кој сега нашите граѓани од двете земји може да бидат сигурни и безбедни. Со Република Бугарија воспоставивме односи кои толку долго непотребно се одлагаа. Нашиот меѓусебен договор отвори силна економска динамика. Добрата волја, политиките базирани на взаемно разбирање и почитување се во темелите и на односите со сите останати пријатели Албанија, Србија и Косово. Почитувани, дозволете ми во завршницата на оваа моја изјава да им се обратам и на нашите граѓани. Почитувани граѓани на Република Македонија, чекор по чекор, за само една година нашата земја го постигна она што никој не можеше да го предвиди. Нашиот пристап кој обедини силна политичка волја, искрен диалог и подготвено за решение, овие денови ни донесе повеќе радосни вести и одлуки. Остануваат нашите домашни задачи, но сега имаме навистина околу што да се обединиме на широкиот автопат и заедно да кажеме да за нашата иднина, да за македонската иднина, да бидеме силни заради нас, заради нашата држава и заради иднината на нашите следни генерации. Да кажеме да за нашиот сојуз со земјите членки на НАТО. Тоа ќе ни овозможи безбедна иднина, сигурни општества. Општества во кои ова членство ќе обезбеди амбиент за економски раст, за благосостојба на сите наши граѓани. Искуствата се такви, искуствата и стратегиските документи велат дека земјите членки на НАТО се силни промотори на економскиот раст на партнерите во Сојузот. Со таа мисла и со тоа уверување да ги пречекаме идните важни денови за нашата земја. Уште еднаш, голема благодарност за генералниот секретар на НАТО, нашиот пријател, господинот Столтенберг, и голема благодарност за нашите сојузници, земјите членки на Алијансата, што се подготвени да ја имаат како 30-та членка на НАТО и нашата земја, Република Македонија. Благодарам. Okay, 360 degrees, please. Deal over the name issue between Macedonia and Greece. During the severe political crisis in Macedonia last year, you had contacts with President Ivanov over his reluctance to give the mandate to the parliamentary majority to form the new government. Are you now talking to President Ivanov or have contacts with him after his refusal to sign the name deal between Macedonia and Greece?
So I met him when I visited Skopje some months ago, but these are internal processes in the country, so it's not for me to have any opinions about exactly how these internal processes are organized. What I say is that we will invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks at our summit in July. I am very confident that all the heads of state and government will decide that in 2 weeks from now. Then we will start the accession talks, and then the country will be able to join NATO as soon as the internal processes have been finished. Exactly how you do that, I'll leave it to the different institutions in Skopje, in the country to decide, but we are ready to make you a full member of the alliance as soon as these internal processes are finalized. Building on what you just said, if you could, there has been an amount of confusion as to the process exactly. So what's going to happen at the summit first? What is that invitation? What are the accession talks? What do they consist in, and how long do they last? On the summit, are you going to wave the flag? Is it going to be installed? Is the Macedonian flag going to be installed on that day? And when, once the procedures are over and the referendum is passed, when can Macedonia expect to become a full member? And to the Prime Minister, премиера, би сакала да знам дали ги слушнавте критиките дека вашата влада беше премногу фокусирана можеби на надворешната политика, а не доволно на внатрешните реформи. Тоа е критика која се повторуваше доста од вторникот наваму. Дали ги слушнавте тие критики и кој е вашиот одговор? И второ прашање, би сакала да знам дали председателот Туск или Европската унија бараат од Македонија отворање на бегалски камп во Македонија? What we will do, and I'm confident that the heads of state and government will do that when they meet in July, is to invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks. Да започне разговори за пристапување. Тоа тие ќе трајат веројатно неколку месеци и под услов внатрешните процеси да завршат во земјата, потоа ќе можете вие се приклучите кон НАТО, што значи дека откако ќе се завршат пристапните разговори, ќе подпишеме протокол за пристапување, а потоа овој протокол за пристапување треба да се ратификува во различните парламенти од сите земји членки на НАТО, 29 членки. Малку се разликува времето што е потребно, можам да ви дадам два примери. Кога Црна се приклучуваше, Црна Гора ја поканивме да започне пристапни разговори во декември 2015 година, потоа ги завршивме пристапните разговори во март 2016, значи 3 месеци, а потоа сите 29 сојузници ги подпишаа протоколите до јуни 2017, значи отприлика е потребно одредено време да помине таа ратификација во различните земји членки. Кога Албанија и Хрватска се приклучија, тие беа поканети во април 2008 година на самитот во Букурешт, а се приклучија во април 2009. Една година подоцна, тоа дури беше и побрзо. Значи зборуваме за нешто отприлика година и пол од поканата да се почнат предпристапни разговори до дека земјата стане полноправна членка. Но веднаш штом ќе ги подпишеме протоколите за пристапување, зашто вообичаено се потребни само неколку месеци, 3 месеци за Црна Гора, тогаш земјата ќе биде поканата да учествува на сите состаноци на НАТО и ќе седи на масата со сите и ќе биде дел од Советот на НАТО. Значи, всушност, Црна Гора започна да учествува во сите активности на НАТО во март 2016 година, само 3 месеци откако започнавме со пристапните разговори. Значи, ова може доста брзо да се одвива. Зборувам за неколку месеци.
веднаш штом поранешната Југословенска република Македонија ќе го финализира договорот. Значи, ако се направат потребните измени во уставот, а потоа ќе поканиме земјата да се приклучи под новото име Република Северна Македонија. Навистина се надевам дека народот на вашата земја ја гледа оваа можност, оваа историска можност, и ако оваа можност се одбие, тогаш тешко е да се замисли како можеме уште еднаш да дојдеме во ситуација кога ќе бидете толку близко до приклучување кон НАТО. Значи останува до луѓето на народот во Република Македонија да одлучат, но вие ќе ве поканиме да го направите тоа што е можно поскоро. Зборам за неколку месеци. Прво да додадам, мене ми е драго што го видовме нашето место овде, подготвено и не чека. Го видовме нашето место и над зидот каде што се наредени сите земји членки, вкупно 29, 30-то место за Македонија стои. Го видовме нашето место и каде што треба да биде дигнато нашето знаме. Ова го кажувам заради нашите граѓани. Многу сме близко, на дофат сме, роковите ги кажа генералниот секретар. Реформите во Македонија секако го имаат својот примат, иако да, слушаме за критиките дека многу сме се насочили на дипломатските мисии, посебно решавајќи ги проблемите и со Бугарија и со Грција, но паралелно ги теравме реформите. Првата фаза од реформите ја поминавме, заедно со опозицијата се гласаа законите во правосудството и другите закони важни. Сега следуваат веќе втората и третата фаза. Конечно имаме цело време да бидеме посветени на реформите и на економијата. Тоа е нешто кое што секако дава партиципација ова наша покана за НАТО, датумот за почеток на преговори со Европската Унија. Јас верувам дека мотивацијата, како кај мене, така кај целата влада, иста ќе биде и во сите институции во Република Македонија, но и кај нашите граѓани, знаејќи дека имаме што да сработиме дома, вклучително секој со своите обврски и задолженија. Јас сум убеден дека дефинитивно ова е нешто вредно за кое што се бореле генерации од самостојноста на Македонија, го чекаме и конечно, еве го имаме на дофит. Јас сум денеска многу среќен што иако е во најава за 10 дена, за 2 недели, токму одлуката, овде знаеме како ќе се одлучува, дека ќе ја добиеме конечно поканата и имам голема чест што во време кога ја се водам владата на Република Македонија да ја добиеме поканата за полноправно членство во НАТО, како и вчера најавениот датум за преговори со Европската Унија. Нема никакви разговори, никој не барал од Македонија бегалски камп. Уште еднаш само да напоменеме, ние ги следиме целосно политиките на Европската Унија и на НАТО, заради тоа што еве не сме членови, а гледаме дека ќе бидеме членки, сепак во координација со нив во делот на евентуални нови бранови на бегалски кризи, заедно како и што досега делувавме од 2015, така и ќе продолжиме да делуваме, но никој не барал од Македонија нешто посебно околу бегалски кампови или слично. Секретар, дали официјално го добивте писмото од Грција дека е подготвена да не го попречува македонското членство во НАТО и што точно е разговарано на вашата вчерашна средба со грчкиот премиер Ципрас? Се сретнав со премиерот Ципрас вчера и ние ја истакнавме грчката позиција дека тие се подготвени да ја поздрават поранешната Југословенска република Македонија како полноправна членка на НАТО со новото име, веднаш штом целосно ќе се имплементира договорот. Тоа е точно иста порака што денес ви ја пренесувам, веднаш штом договорот целосно ќе се спроведе низ националните процеси во двете земји, тогаш вашата земја може да стане полноправна членка на алијансата. Но веќе во јули, значи за 2 недели, ќе ја поканиме вашата земја да започне со пристапни разговори. Се надеваме дека ќе можеме да ги завршиме за неколку месеци и како што кажав, веднаш штом ќе завршиме со пристапните разговори, ќе подпишеме протокол за пристапување, а тогаш вашата земја, поранешната Југословенска република Македонија, ќе учествува во сите состаноци на НАТО и ќе седи на масата заедно со сите други земји членки. Толку имавме време, ви благодарам, дами и господа.